Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Во одминатата емисија до оваа емисија имаме новини кои што ќе ги презентираме на ваше задоволство. Целта секогаш на емисијата е квалитетно земјоделско производство. Она што е новина, а доаѓа од државата, е заострувањето на политиката околу субвенциите. Сите лозари кои што имаат помалку лозје од 5 декари, повеќе нема да добиваат субвенција. Исто така, тутунарите кои добиваат 100 денари за килограм субвенција, сега ќе добиваат 80 денари. Државата вели дека тоа е се со цел да се поттикнат големите производители. Иако знаеме дека во тиквешијата најголем дел од производителите на грозје се луѓето кои што имаат под 5 декари земјоделска површина или лозов насад. Тоа значи дека овие луѓе, овие лозари остануваат без субвенции, без поддршка од државата. Тие велат дека конечно дојде крај или дојде време да ги остават лозовите насади и едноставно да не ги обработуваат, бидејќи велат, со парите од субвенциите ги покривавме барем основните трошоци за заштита на лозовите насади. Сега тие пари нема да ги добиваме, што значи дека цената на грозјето е неисплатлива да продолжиме да произведуваме. Како и да е, земјоделците ќе видиме дали ќе го покажат своето незадоволство или пак задоволство од ваквите новини кои државата ги носи се со цел да се зголемат производителите на големи површини на земјоделски производи. Што се однесува до времето, тоа и понатаму изненадува и понатаму не е сојузник на земјоделското производство, веќе овошните видови се со тргната вегетација, фали многу малку да има оштетување. Со нас е професор доктор Ристо Вучков, добро ни дојдовте. Добро е до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И навистина ова што како увертира го дадовте по однос на она суштина во земјоделието, покрет во земјоделието, стратешки цели во земјоделието, ние гледаме грешки во чекори кои ќе имаат големи последици. Покрај тоа што државата нема стратегија за земјоделство, 3 децении се лута во производството, сега имаме и ново преструктурирање на субвенциите, парите од државата кои што на некој начин го носеа лозарот или земјоделецот до нивата за да произведува. Сега овие помалите нема зошто да одат, бидејќи треба да земат кредит за да произведуваат, а потоа парите од родот ќе ги земат кога ќе одлучи визбата. Точно. Или накратко кажано, Република Македонија се знае дека поголеми дел од површините се во индивидуални раци. И сега наместо секој квадрат површина обработлива, добра, квалитетна од земјоделски производители, да се мотивира да се претвори во творец на храна, оние, знаеме, како што рековте и сами, голем дел од производителите имаат помали површинки. Од браќа делени, своји површинки и така натаму. Наместо да се мотивира да секоја површина биде творец на храна, да се мотивира, тука тие се анулирани по однос на оние на кои им се даде во формата на Свето Јаневски, му се даде кавадарци со илјадници хектари, на Струмица се даде на Балтовски, и ред други бедни работи со приватизација што им се даде, тие ќе и користаат субвенциите. Ве молам. Значи, со еден збор, тоа недообјаснување како се размислува. И луѓето кои имаат помали површини, дигат раци, велат, чим не сакат, нема да произведувам. Министерот Трипуновски вели дека не се работи за кратење на субвенциите, како што обвинува опозицијата, туку се работи за нов начин и крупнење на крупните. Значи, оние поситните остануваат без можност да добијат поддршка од државата. Меѓутоа, она што зачудува е тоа што министерот тврди дека за ваквите измени поддршка добили од земјоделските здруженија. Не.
Тоа е чиста мангупска работа. Значи, нека дојде до укрупнување на ситните. 4-5 декари кои имаат 10 души да се направи блок, секој да си го има својот дел и да произведуваат заеднички, економски оправдано, квалитетно и по стандарди и со стручност. Тоа да, но таков начин земјоделецот го има сватено како демотивација. Зошто? Субвенциите да паднат во раците на оние газди кои им е дадени комбинати цели, илјадници хектари површини, и тие со тие пари манипулираат и праваат кам маркети, праваат други работи, каде што земјоделието страда. И сме дојдени до тој просијачки стап, каде што делува смешно соработка некоја со Америка и така натаму, ние ќе извезуваме храна. А сега нема да мини ни месец дена, ние пак ќе треба да собереме најмалку 1 милијарда пак за увоз на храна. Ние немаме што да извезуваме со оглед на тоа дека површина. доматите, пиперките веќе ги набавуваме од увоз, а не од сопствено Од Турција, од производство. Албанија. Така. Времето, велиме, не е сојузник на земјоделството, температурни варијации, врнежи, поплави, што се случува, Точно професоре? е. Оваа година ќе биде ли исто така со голем прашалник за тоа каков род ќе донесе земјоделството? Факт, единствен факт кој ме радува е тоа што водата ја имаме, а она е еден вид покренувач на вегетацијата. Сега, тоа што не сме дисциплинирани, што не знаеме речните корита да ги одржуваме, одводните канали и така натаму, па малку пообилен дожд, почнуваат поплави и одат луѓето спијат во спортски сали и така натаму, а водоводните организации не се зимат на одговорност. Тек вчера во Кичево обвинителот се огласи што работат водоводните организации, цела година добиваат од буџетот пари, зошто водата кога дојде во поголеми количини, доколку има добра одводна мрежа, таа вода ќе се прибере во коритото. Те замине ќе биде и одведена. нема да имаме поплави по куќи и така натаму. Значи, нашата недисциплина како народ е евидентна. Тоа јас го знам и во Струмичко. За една бразда ќе се скарат, а таа бразда треба да биде индекс за одвод на вишокот вода. И кога наводнува, и кога доаѓа такви врнежи и така натаму. Едноставно ја немаме општата култура на тоа да површината треба да биде секој со оптимална влага. Чим дојде вишокот влага, одводните канали треба да ја приберат. Но таквото нешто не е од сега. Сега е евидентно само кога има повеќе врнежи од дожд и манифестацијата дека некои површини по 20 дена некои жита вика имат вода и настанува асфикција, житото умира и така. Со еден збор ние имаме една несреденост и рековте еден многу вреден збор. Немање на трајна стратегија во земјоделието. Од осамостојувањето ние одиме точно безглаво, Стихиско производство. стихиско и со инкорпорацијата на политиката. Ние гледаме секојдневно наместо за земјоделието сега покрет да се створи, подигање на лозови насади, подигање на овошни насади, подигање на пластеници. Ние имаме престрелки, што рекол Филипче, што рекол Мицковски, што политиката е влезена длабоко во стопанството и го разединува народот. Тоа е трагедијата на нашето време. И сега, нито еден збор да не дојде да се каже чекајте. Европа сака перспективно да имаме здрава храна, органска храна. Наместо фокусот да се на тоа посвети, имаме трудолюбиви земјоделски производители. Може да бидеме производители на добра храна. Но таквата глобална, административна, коруптивна организација, каде што во сите сфери гледаме таму кај што администрацијата добиваат пари од буџетот и се корумпира. Тоа е за мене една трагедија. Јас
можда не е место да го кажам. Катица Јанова, јас мислев ќе биде Лејди Ди на Балканот. За СЈО. Така. И се случи тоа што се случи, она за некоја фотелја таму. Сега овие антикорупцијска комисија, тие двете жени, ставени да бидат искрени, да бидат честни кон држава. Со борба против корупцијата, А видовме што се случува. корупторни. Така, тоа е вистината. Тоа е вистинската слика. Пазете сега, тоа е само едно мало делче откриено. Во сите сфери, или ИПАРТот што се случи тоа, или другите, единствено, јас го одобрувам тоа, што сегашното министерство успеа да открие не дрогата, не коруптивните действија. Таквите нешта се случуваат веќе 30 години. Сега се откриваат. Да, меѓутоа нема за ништо разрешница и тоа е Но разрешница или нема, или ќе дојде крива разрешница. Да. Тоа е трагедијата за која нешто земјоделците ќе страдат. Дали вегетацијата, која што веќе очигледно е дека е поранета, ќе се соочи со проблеми со оглед на тоа дека се уште сме зима, далеко е пролетта, а веќе вегетацијата е тргната. Тоа е сосема точно. Јас сега доаѓајќи према вас, тоа го реков и минатата недела, од Удово, Јосифово, према Неготино, Кавадарци тука, бадемот е во полн цвет. Тоа е, а до 22 март ние имаме ризик и можност за ниски температури. Па и во април. И во април се најчесто случува, бабите и така натаму. Значи, со еден збор, Македонија е изложена на тоа тектонско пореметување, каде што, еве сега, следната недела се рачуна температура да дојде до 20 степени. И Тоа е уште поголем поттик за целата вегетација, а во март месец ќе дојдат температури под нулата и сето тоа ќе биде трагедија. Но времето е непредвидлив фактор, сакал е непроизводителот, треба да се прилагодува. Вие рековте минатата недела на паметна работа дека тука треба да има стратегија трајна по однос на селекционерите да интродуцираат сорти со покасно цветење, сорти со поголема отпорност према ниски температури. Зеолитите се мощне важни во земјоделското производство. Ќе се осврнеме со прилогот, да го погледнеме, па ќе се вратиме со коментар. Во овие наши едукативни емисии се трудиме секогаш да вградиме нешто интересно и пред се корисно за земјоделските производители. Тоа го правиме подолго време со презентирање на одредени нови работи, интересни работи кои навистина заслужуваат внимание, а со цел унапредување на земјоделското производство. Зборевме за нови пестициди, нови стимулатори и што ли уште не. Денес, навистина, со задоволство би рекол, со добри проучувања и неколку годишни експериментални огледи, утврдивме дека токму тој прилог ќе најде место во земјоделското производство и пошироко, како еден корисен чин на нештата кои треба да најде во производниот процес, во секојдневието на обстојбата на човечкиот род, место како една суштина која заслужува внимание. Денес ќе кажеме нешто повеќе за зеолитот како една творба
не толку нова, колку интересна и истражувана веќе со одредени докази на користење на зеолитите во повеќе области во обстојбата на човечкиот род. Ние секако ќе ги спомнеме само областите каде што тој веќе наоѓа голема примена, но посебен акцент, бидејќи оваа едукативна емисија има пред се карактер за земјоделското производство и негово обстојување, ќе кажеме за тоа како прво што представува зеолитот и како тој се наоѓа во земјоделското производство како еден навистина, јас би го нарекол слободно Божји дар, бидејќи тоа е точно дар од природата кој човекот треба максимално да го искористи. За зеолитите морам да кажам дека во последно време се повеќе се знае, бидејќи порано се многу малку знаеше, но со последните проучувања се утврди дека тој помага во многу сфери во обстојбата на човечкиот род, а ние, како што рековме, видовме, констатиравме што тој представува за земјоделското производство. И ќе почнеме со еден основен чин на запознавање на зеолитот, иако голем дел од гледачите можеби знаат нешто повеќе за зеолитите, дека тој има активна материја клиноптеолит. И многу од земјоделците кои не го имат користено, професоре, што представува зеолитот? И ние сега во ова наше образложение ќе се трудиме да го уедноставиме ова наше образложение, за да биде сватено, а покасно и прифатено и користено во земјоделското производство како еден корисен чин на нештата, а во прилог на чисто квалитетно еколошко производство и квалитет што ќе биде бара на пазарот. На почетокот да кажеме што представува зеолитот. Тој, морам да ја кажам целосно или потполно, дека е природен нетоксичен материјал. И таа со неговата правилна примена зеолитот не предизвикува никакво негативно делување при неговото применување. Тоа е докажано со бројни стручни, научни, врвни истражувања дека тој представува минерал корисен, племенит материјал кој го има и кој треба да се користи. Што тој суштински представува? Тој е алумосиликатен материјал од вулканско потекло и има кристална решетка која е негативно наелектризирана и функционира како изменувач. Тоа оние хемичари или геолози многу добро знаат што тоа значи функцијата изменувач. И една од неговите најважни карактеристики е да тој има афинитет да абсорбира некои микотоксични и тешки минерали, како што е арсенот, оловото, живата, кадмиумот и друго, а со тоа тој го стекнува тој епитет на детоксификатор и одличен абсорбер.
Тоа е навистина голема работа. Што тоа значи како детоксификатор? Сите тешки метали во почвата, кои штетно делуваат во коренот, се абсорбираат и трансформираат покасно во плодот, сето тоа е штетно по здравјето кај луѓето и по производите. А со примената на зеолитот, тој со неговата решетка, тој ги абсорбира, затоа рековме дека е добар абсорбент и детоксификатор, ги абсорбира тешките метали и не ги испушта. Со тоа имаме почва каде што кореновиот систем без никакви проблеми функционира квалитетно и имаме навистина добри односи по однос на абсорбтивниот комплекс на коренот. И освен тој чинен детоксификатор, тој е и јак абсорбер. Сега, друга позитивна карактеристика. Тој може да врзува и позитивни иони, освен претходните негативни иони, кои се многу послабо врзани во решетката и кои кореновиот систем, поголем абсорбтивен комплекс, успева да ги абсорбира тие елементи на име калциум, на име калиум и така натаму, кои имаат и како голема важност во исхрана на кореновиот систем и раст и развој на растението. Ние може да кажеме со примената на зеолитите, нормално со пред тоа добро направена агрохемиска анализа на почвата, утврдување на состојбата во почвата, со примената на зеолитот и агрохемиската анализа се ствара еден фантастично убав структурен дел на почвата, што е многу значајно, при што таа структура ја има она најпотребната pH вредност благодарение на зеолитите. Значи pH вредноста 7,2 до 7,3 е секогаш во почва каде што зеолитот е присутен и е прав регулатор на pH вредноста во почвата. И не случајно тој се дава во некои типови почва со високи вредности, тој ги не нормализира. Или со ниски, пак ствара еден амбиент за нивно добро примање. Ние мора да кажеме при примената, што е најважниот сегмент за овој прилог, примената на зеолитите во земјоделското производство можеме да кажеме слободно, веќе во последните неколку години тоа се интензивира, а ќе се уште повеќе интензивира, кога ќе се видат оние вредности по однос на примената на зеолитите во секоја област. Значи, со правилната примена зеолитите даваат врвни резултати, кое нешто е веќе констатирано од многу стручни лица, потврдувајќи што и како се однесува зеолитот во почвата. Значи, со правилна примена во земјоделството, во градинарството, овоштарството, лозарството, рибарството, во сточарството, во живинарството и на крајот медицината, за која нешто ќе кажам повеќе покасно, тој применет почетно во тие области дава вонредно добри резултати. Во земјоделството општо со индустријските култури се применет
двократно, бидејќи при неговата примена мораме да знаеме, тој се применува. Една од формите на примена е во почвата, за која зборевме со неговото делување, во својата форма на абсорбер и детоксификатор, и второ, со фолиарно прскање на надземните делови на растението, каде двократно ги изголемува фотосинтетските процеси кај растенијата. И со таквата примена во почвата, каде што коренот се активира и добива, благодарење на зеолитот, оние творби кои ги има во почвата и кој ги ослободува преку катиони, тоа е една голема предност на зеолитот. Од друга страна, го штити коренот од тие тешки метали кои се зло во почвата, а покасно и за здравието кај луѓето, чим се трансформираат преку растението, причинуваат штети по здравието кај луѓето. Примената во земјоделието, реков двократна, во почвата, нормално со правење на една агрохемиска анализа да се види состојбата во почвата со другите елементи и тогаш зеолитот се одредува која количина по одредена површина за колку време кај која култура може да даде добри резултати. Значи тука има сепак стручен пристап со запознавање на структурниот дел на почвата, дали е тежок тип почва, дали е лесен тип почва, каде што зеолитот одигрува собствена улога на еден регулатор во почвата, а и во растението при фотосинтетските активности за кои рековме. Значи, имаме во покасните наши емисии, ке дадеме специјално во сите сфери, во градинарството, пластеничкото производство, во овощарството, во лозарството, рибарството, сточарството, во живинарството, применет веќе има првични фантастични резултати. Тоа го имам во краварска фарма, каде што има се голем проблем со одредени инфективни болести по кравата, со примената на зеолитот во исхраната. За само неколку дена целата фарма беше мирна, немаше нервоза, се зголеми млечноста, се зголеми се тој чин за кој се одгледуваат кравите. Истото во свинјарството, истото во живинарството. Се користи скоро во сите тие области, во рибарството се дава со храната и тука имаме фантастични резултати и приноси од рибата и од другите култури. И во најавата ние рековме дека тоа чудо, да кажам, позитивно, тоа е Божји дар кој од почвата со одредена обработка, микронизација и така натаму се пакува и се дава за примена во сите тие области за кои рековме, но сепак со еден стручен пристап при примената. Тоа го зборим од причина што имаме сознание да зеолитот, ако е почвата богата и добро снабдена, на секој 2, 3, па и 4 години со правење на анализа, тој може да се раствара, зависи од микронизацијата, од големината на зеолитот, што ќе се аплицира во почвата,
тој се раствара постепенно и го ствара оној пријатен амбиент, би рекол по однос на хранливите вредности, пријатен амбиент по однос на пеха вредноста на почвата, што е многу значајна за одгледување на секоја култура, и кореновиот систем, таму кај што има зеолит, е секогаш богато обсервиран, бидејќи кореновото влакно, единствено оно од таа решетка може да ги ослободи тие хранливи материи, на име калциум, на име калиум и други позитивни елементи кои се итекако интересни. Или примената на зеолитот во она микронизирана форма за фолијарно прскање. Верувајте дека имаме така чврсти, квалитетни, високи резултати по однос на двократното зголемување на фотосинтетската активност. Тука листот добива една бујност, една чврстина, една здравост, еден јак имунолошки систем, кој нешто, тоа со неколку години веќе го имам констатирано, и не случајно зеолитот го даваме како една творба која во земјоделското производство и покрај тоа состојбите се такви какви што се, зеолитот секако треба да се најде како еден основен потенцијал по однос на производство, посебно во градинарските култури, каде што очекуваме добри резултати. Зеолитот што прави? Тој ја одржува со својот абсорптивен комплекс кој го има голем. Тој не дозволува растението, коренот да страда од недостаток на влага. И тука, со тој континуитет на снабденост на влага, коренот има секогаш еден квалитетен осмотски притисок и однос со надземниот дел на растението. И таму кај што е применет тој, имаме еден интензивен чин на активност на кореновиот систем, која активност се манифестира преку брз и квалитетен развој на надземните делови на растението. Со фолијарниот третман, со прскањето, исто така обезбедуваме горе една јачина, каде што секој растителен вид применет зеолитот го дава својот генетски потенцијал по однос на културата која се одгледува. Значи имаме врвен принос, имаме врвен квалитет на производот. А тоа нешто го сака пазарот, посебно европскиот пазар, бидејќи внатре нема токсични творби, а имате квалитет кој го заслужува епитетот да се најде на пазарот. И при крајот ние рековме дека ќе кажеме нешто повеќе за она најновото. Бидејќи во медицината секој кој има можност со користење на компјутер, нека кликне на зеолити, да види во светски размери каде оди науката и сознанието за зеолитите, посебно за нанозеолитите, по однос на нивното применување во медицината. И првистите резултати не да укажуват, него докажуват дека во организмот со еден прав стручен пристап медицински применет зеолитот, тој го чисти од сите токсични творби кои човекот во текот на денот ги добива, дали тоа преку реживотна исхрана, дали тоа преку алкохолот,
дали е тоа преку нечиститиот воздух, дали е тоа преку пушењето и ред други секојдневие кои го мачаат човечкиот род со токсини кои ги прима во текот на денот. А со примена на зеолитот ние имаме веќе еден вистински резултат за здравјето кај луѓето. Но за тоа е надлежна медицината која треба да докаже за квалитетите на зеолитите по однос на обстојбата на човечкиот род. Ние ќе завршиме со следното. Зеолитите се неопходност на кој треба да се придаде значење во користење во земјоделското производство целосно, дали е тоа пластеничко производство, дали е тоа лозарство, дали е тоа овоштарство, цвекарство и така натаму, во интерес да секоја одгледувана култура го даде тој свој генетски максимум, а за тоа нешто земјоделскиот производител ги одгледува културите. Затоа нашата препорака е стручен пристап и користење на зеолитите во вашето земјоделско производство, доколку има некои потреби од консултација. Ние сме на располагање без никаква надокнада да дадеме допринос за правилното, навремено и корисно користење на зеолитите. Слушнавме за зеолитите, често говориме во емисијата дека за квалитетно земјоделско производство потребни се. Што ќе препорачаме на крајот од оваа емисија? За зеолитите треба многу да се зборува, а уште повеќе да се операционализира. Зошто? Затоа што го видовме од прилогот. Се потрудив во лабораториски услови да го уедноставам. Што значат зеолитите за секој земјоделски производител? Што тие постигнуваат во почвата, како абсорбери и детоксификанти, што е многу важно, да во почвата немаме токсични творби, каде што растението после ги трансформира во плодот, и да тие, сега, бидејќи го дадовме сега зеолитот, не со друга основа, него дека сега е периодот на таа пролетна обработка на почвата. Тој применет стручно, врз основа на анализа на почвата, применет во ризосферниот дел на коренот, тој држи влага, детоксифицира и дава една фантастична структура за развој на кореновиот систем. А крајниот епилог е добро развиена надземна маса. Тоа е во почвата, третиран на површината, на зелено, со компатибилен со сите хемиски средства. Тој трократно ги зголемува фотосинтетските активности кај растението. Во фаза на цветење, процветување, листот ствара храна и гроздот добива големина, што може само да се ја посака секој лозар, и да добие производство со добра шекерност и со добар принос. Таквото нешто треба да биде од државата предложено. Јас би рекол чак субвенции да не се даде, да нека им се даде таа форма, само врз основа на анализа, нека се активираат тие лаборатории таму што зимат плата од земјоделието, од земјоделецот. Да се види секој земјоделец да се ја препознава површината, кој тип почва е, што и колку зеолит треба да се стави, колку ѓубре треба да се стави, со единствена цел да производителот биде на крајот задоволен со тоа што остварил по однос на принос од виновата лоза. Таквото нешто, моје мислење е,
ден порано или покасно ќе дојде. И сега тој прилог што го видовте, јас го дадов во неговото користење во сите области во земјоделието. Тоа може да се користи и јас би рекол, секој производител може, ако нема доверба, нека проба на една површина, кај ќе види разликите од применето и неприменетото, тогаш тој самиот ќе каже, а зошто да не ставам, бидејќи он ставен во почвата, се става на 2-3 години, зависно од хранливите вредности и од типот на почва. Тоа има се детали кои ги јас добро знам и одговорно зборам дека секој производител што ќе се јави лично кај мене, без никаква надокнада ќе добие инструкции како да добие квалитетно грозје со шекерни единици и принос. Тоа е, друга мотивација нема, тука нема комерцијализација и други работи. Нека ги види разликите и нека одлучи дали зеолитот ќе го примени, бидејќи неговата примена ја видовме во многу области во земјоделието. Чак она што мене ме посебно радува, најновото сега, бидејќи многу поединци работат со компјутер, нанозеолитите се новост, ново дело околу здравјето на човекот и нивната примена. Но за тоа медицинарите нека повеќе знаат. Наша цел е зеолитите да се применат во почвата, пред се стручно, бидејќи има случаи дел од повозрастни луѓе кои не го познаваат тоа. Професоре, камења ли да ставам во почвата? Значи тој го гледа зеолитот во зависимо од формулацијата, го гледа како камен. И од каменот ли чекам принос. А тој со разлагањето, таа двојна ионска реакција, тој постигнува големи резултати во почвата. И тоа треба да му се објасни. Но, тој и да му се објасни, ако нема основа на познавање на работите, тој пак нема да тешко може да го прифати. Но, применет и кој ќе го бере грозјето, кој ќе види гроздаците, кој ќе види приносот, кој ќе види се, тој верува исклучиво во тоа што ќе оствари. Така. Затоа нашата препорака е секој лозар нека макар и проба да види кои резултати ќе ги добие, па после тоа ќе види дека на сите негови површини тој ќе сака да оди со зеолитите кои се на еден начин Божји дар, применет во земјоделието, ќе даде фантастични резултати, добар принос и квалитет за нашиот и за странскиот пазар. Благодарам, професоре. Благодарам, Иван. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Имајте секое добро.